кои стартапи ги имаш моментално, што работиш ти? Знам за Gen Z картичката. Да, малце до тоа. Може и видео да пуштиме. Да, на Instagram може да пуштиме. Да. На Instagram или на YouTube може да најдеме? Па на Instagram се стане сите. Сега нека внимава Душан на Instagram, што ќе му излезе. Исклучи телевизор. Телевизор. Ај не гледаме ни. Ще спораки да излезат. Како? Gen Z. GN Z карт. Ета, третата. Првото. Правата сега. Ајде објасни малце што конкретно е картичката, како функционира. Да. Gen Z е дигитална бизнес картичка. У короната беше така по-популарно, нели не смееме да се допираме, не смееме да се дезинфицира се и се што. И од тој период беше овој стартап, го почнавме. Сега работи на NFC и си ги има секој си ја купува картичката во датабаза, си ги складираш твоите податоци, име, презиме, број, локации, адреси, сите твои податоци што реално па не може да ги собере на една нормална бизнес картичка. Да. Не можеш сите податоци да ги напишеш на само со тапнување на NFC се отвора страна кај што ги имаш сите податоци и контактот можеш да го зачуваш директно во контакт листа. Супер, ајде некое видео и рилс. Тука Даре го пофалиме. Да. Да, Даре тука беше мајсторот. Главните работи направени тука. Да. Тен кратки видеа. Да. Дека највеќе маркетираш? На Instagram и на Facebook. На TikTok пробавме, ама треба многу треба помалку продукција, треба да е по-базик видеото и многу кратко и побрзо интерактивно. Ова беше само со Instagram, да. Може секој да си секој може да си ја направи, да си стави што сака да му се отвора, може и само Инстаграмот, може и цела контакт листа. Динамички тоа, нели? Да. Може да си менја. Ја купува, му се добива линк за активација, на линкот за активација може да си внесе што сака да му се отвори. Колку кошта картичката кај нас да ја купи? 24,99 е персонализираната, 14,99 е брендираната за нас, Gen Z. Топ. После извадивме како апсел. А ја прво го почнавме со една картица. Аха. Го почнавме со една картица и да, ова е познато. Да. Со новиот волан. Почнав само со Провине, дека се знаеме од претходно. Види датум. Го почнав само со една картица и почнав маркетинг се нормално и гледам дека нешто фали. Дека не оди како што треба. Нема тие интеракции што ги очекував, пошто нели сега го правиме револуционерно како што очекуваме сега да има нели се што реакции, вакво е, такво е се. И пошто е интересно, многу луѓе на почеток не знаеа што е, како функционира и го пуштам и фали нешто, не знам што е работа. Добро, викам, враќај назад се, гаси остави на пауза, ќе размислуваме што е. И на крај направив една мала тактика. Јас стално си ја користам таа. Се представувам на Upwork, здраво ми треба маркетинг експерт, мојот проект ќе кошта 10.000 евра, да ми ги најдеш грешките. Не да ми ги најдеш грешките, туку ми треба цел маркетинг план. Аха. И во апликацијата наведи ги кои ми се грешките на проектот. И бесплатно си ги земав советите. Имаше еден човек од Америка, што работи за многу јаки компании, аплицираше на проектот и ми кажа дека не може да се пушти само со еден продукт кога станува збор за вакво нешто, мора да има upsell, downsell, да има поевтина варијанта, поскапа варијанта, да има product bundle, да има повеќе продукти заедно. Од почеток за да може да принтер, се од почеток. Да, за да може да се комбинираат продажбите. Да. После кога го пуштивме, одма беше подруго. Некој се одлучува за поевтината варијанта, некој се одлучува за се да купи, некој се одлучува за 10 картици, некој се одлучува, не знам, само за стикер му треба за телефон. Посебно, ти ми ја даде идејата за стикерот да биде таргет, да бидат помлади луѓе и да биде директно да се отвора само Инстаграм.
моментално како си задоволен и дека имаш највеќе sales? Или општо секаде имаш, немаш некој таргет точно? Ја до пред некоја година секогаш мислев дај сега што и да правиме, што и да продаваме, што и да биде, само на англиски, само Америка, ништо друго. Но после кога ќе се вратиш назад, па чекај сега зошто ја платам да ги плаќам најскапите реклами. На Facebook се најскапите реклами со Америка. Да. Па има и луѓе купуваат и у Европа, луѓе купуваат и у Азија, луѓе купуваат и у Англија. Зошто ги плаќаш најплатно? Моментално не сме концентрирани на еден пазар, туку глобално, од кај има нарачка таму. Да, ние буквално за салт Да. у Русија имавме многу добар фидбек и многу добар sales. Мислам, не мора да значи А не би било, кога сте почнали, не би било таргетот, например, Русија. Секој ќе гледаш пример Америка како Да, Америка, дај ќе продаваме Америка. Таму само да се продава. Да. Тој ми е главниот стартап што го имам работено и во баш кога си правам мои мали проекти, например, реагирам сајтови со афилијет продукти. Афилијет продукти има афилијет мрежи, се одбираш продукт или Amazon афилијет доста популарен. Например, правиш блог, не знам, рецензии на клими, блогот си има најле насоги како ќе го направиш блогот, како да биде оптимизиран за SEO. Одиш, правиш постови, правиш рецензии, например 10 најдобри клими на Amazon. Да. Кој он влегува, чита рецензија, кој да купи од тие, ти имаш процент. Клика, да. Со афилијет ги. Да, тоа е најчесто со многу копи, за SEO-то е многу добра алатка, се прави комбинација, например, кога станува за повисоки продукти кои имаат повисока цена, можеш да комбинираш со имейл маркетинг. Никој, не верувам дека некој влегува сега на сајтов и читава најдобра клима, па ама купува пример $1000. Да, сега ќе се врати назад следен ден. Може ки да YouTube ревју ќе чита, нешто ќе прави. Да, и има варијанти денеска кога ќе ме праша некој како да нели заработам онлайн, има денеска антон варијанти. Да. Седни смисли, не можеш да сгрешиш, врати се, сгреши, почни од почеток, ќе научиш нешто ново. Например, ја не сум плаќал некој например скапи курсеви денеска. Тоа го мислам, според мене тоа е уште еден начин за заработка. Она највисокото ниво на заработка е кога ќе учиш луѓе како да заработуваат на интернет, а го продаваш на интернет. Да. Да, не сум плаќал некои скапи курсеви, според мене се учи денеска на YouTube, на форум и со многу грешки. Па добро, ствари гледа, некош ќе си платеш за да ги прерипнеш тие грешки, сам да не ги правиш. Да, ама па процесот многу повеќе знаеш што сам ги направиш. Апсолутно. Само може да те кошта малку. Да, и вие со Салт нели почнавте само во Македонија. Да. Следната сезона дури ние мисливме и кирилица да го направиме сајтот, името на логото да го сменеме. Таква дискусија доваѓавме, пошто го сметавме како проблематично за тоа што луѓето мислеа дека сме странски бренд. И ние седеме, правиме состаноци како да се на еден начин ребрендираме, да го тргнеме изборчето Милано од целиот бренд. На латиница видовме у Белград, мислам дека е некој пиво или некој ресторант, Салт, се викаше и убаво изгледаше. И сакавме малце да ископираме од таму до у таа насока да дојдовме, онака седевме и викаме чекаме зашо да го правиме сега само локално, дај ќе земеме секако идејата ни е да го шириме после, ама некош може самата работа и самиот амбиент да те наведе на погрешно размислување. Да, затоа ќе сгрешиш и ќе се вратиш на седно. После пак ќе се вратиш. Да, според мене најбитно е само не се откажува од тоа што го правиш и ќе стигнеш таму кај што треба, нема проблем. Да, буквално и јас секој тај совет можам секој што го дадам дека усе може нели секој да успее, ама треба да е консистентен у тоа и упорен. Дефинитивно. Друго онака пример, што би препорачал ти на некој млад сега што не гледа и што сака да почне да генерира некое ревенју од тај дел ти што го водиш. Пример, што да почне да прави? Да му кажеш пример те форуми, некои туторијали кои да ги гледа, да го насочиш пример. А денеска има многу комјунитис, нели, секој си споделува метода, го направи воа, не ми успеа. Такви се Black Hat Rules, Stack to Money, The Fastlane Millionaire, тие се некои форуми кај што секој си коментира, например, работам во ева, сакам вака и вака да направам, завршив ова, сакам вака, сакам така. Секој си споделува по нешто. Читајте многу, конзумирајте многу контент и тестирајте, пробувајте.
Но, например, некои луѓе сакаат директно да почнат нешто што треба да се плати, пример. Започнеш само моментално дропшипинг да работиш. Убава метода, зашто не? Денеска е многу лесно да искомуницираш, да најдеш добавувач од Кина, од Турција, најди го, донеси го тука или онлайн продавај го, имаш денеска магазини низ цела Европа. Немаш потреба ти да го видиш производ за да го продаваш. Да. Сега проблемот е што треба почетнички капитал, нели? Треба да се пари треба да се почнат. Треба да се почнат нешто помало, например, и нека биде и некоја друга работа, не знам, работи келнер, собери пари, инвестира у тоа што го сакаш, ама цело време биди фокусиран, работи на тоа што го сакаш. Со дропшипинг какво искуство имаш? И добро и недобро. Многу зависи од Кина кога ги купуваш, дали ги купуваш на големо производител или ги купуваш на мало. Например, AliExpress, конкретно, кога купуваме, нели, ние нешто, AliExpress е трета или четврта рака на производ. Ние не купуваме директно од производител на AliExpress, не купуваме некој четврти или пети човек што е само огласува, да немаат, нели, такво. Многу е поделена работата, конкретно за кабли, например, ако продава. Една фирма ги произведува капачињата, една фирма го произведува кабелот, шеста фирма пипците унатре, седма фирма чипот и на крај се составува во осма фирма, девета го транспортира, десета го гласува. Битно е да се најде добар производ со цена и многу квалитетен контент, реклами треба. За дропшипинг убав модел, само моментално сме преплавени од дропшипинг. И не постои според мен производ што некој не го знае или не го пробал. Сега си има дропшипинг комјунити, можеш конкретно, се плаќаат, мислам има, си плаќаш $30 и ти даваат реклама, за тестиран производ, реклама што е, например, им успеала, ти даваат текст, ти даваат производ, ти даваат од кај да го купиш. Денеска Shopify можеш да го интегрираш директно со AliExpress, како ти стасува нарачката на Shopify, автоматски преку твоја картица ваму се нарачува по податоците, не си го видел производот, ништо не си направил, само да, ти ја правиш рекламата за производот. Треба математика да го најдеш тој таму 7-8% колку ти е профитот, оти на крај кога ќе стигне се до рака, кога ќе ти стигнат парите, има доста препреки. Да, има доста физ, доста данок, Stripe ќе ти земе Stripe големи се, ние веќе 2.30, 2.9 плюс $1 по нарачка. Да, и автоматски треба да калкулираш колку ти е рекламата, колку ти е cost per acquisition customer. И кај се откажуваат најмногу луѓе, сад, нели, пушта реклама на Facebook, ќе тестираме, потрошив $700, нема продажби, тап гаси го тоа. А може продуктот е супер, само моментално не е најдена таргет аудиенсот, не е најден за тој производ. Да, и ја пример, имам користено дропшипинг, by computer, имаме ставено, предходно имавме направено дел, дека може кориснико самата апликација да си нарача држач за велосипед. Да. Како апсел така му дојде нешто. Да. И баш класичен Shopify сврзан One product вебсайт. AliExpress, само сега ќе го кажам моето лошо искуство со тоа што направив. Супер беше. Ние за $7 го зимавме држачо од AliExpress, на нашата страна го продававме $35. Да. Супер профит, корисниците веќе ги имавме, отварате апликацијата, знаеме дека се велосипедисти, супер таргетиран. Да. Работата беше со шипингот, пример конкретно американците што беа навикнани да им стигнуваат брзо работите, од AliExpress ќе им стигнат за 30 дена, 15, пишувани лоши ревјуа за тоа, на некој нема ни да му стигне, а ја немам контрола врз тај некој праќач од AliExpress и на крајот се собраат толку многу негативни ревјуа на самата апликација, што морав да го исклучам модело, а пример не ми беше никако исплатливо да ми стигат од AliExpress туку у Македонија, па ја да ги праќам. Ради тоа што и DHL беше прескапо, стандардната пошта исто беше скапа и тука требаше да си играм и со царина и со доста комплексни работи и се откажав ја од тоа. Не знам твоето искуство. Таков проблем го имав ја на почетокот на Гензи, почнав да ги праќам од Македонија. И праќам по нормална пошта, не стига пратка. Праќам по DHL скапо. Убава работа како може тоа да си изигра паметно. Тестира го производот
Да, супер е, имам таргет аудиенс, ќе продавам, супер е се. Нарача е одредена количина, прати ги во магазин во Америка. Тоа сакав да кажам, дали имаш искуство со фулфилмент центри низ Фулфилмент центри се многу популарни, да, ама и многу фино и добро е тоа. Они не земаат премногу пари за за сето тоа што го работат, ќе си го искалкулираш па утрошокот. Не се мачиш ти со пакување ништо, со интеграција Shopify си ги префрлува нарачките, денеска пакуваат што е стасано кој нарачка, ни праќаат еднаш неделно или како ќе се договориш. Најчесто они имаат, знаеш каков модел на наплата, да правиш топ-ап, им плаќаш на пример унапред. $2,000 ставаш, они како трошат нарачки, одзимаат од тие и тоа е тоа. Кој фулфилмент центар можеш да им го препорачаш на луѓето? Next Smart Chip е добар фулфилмент центар во Дека се наоѓа? Они се кинези, имаат до цела Европа, имаат во Англија, имаат во Америка на неколку места, у Канада имаат и ти одредуваш каде, сега си имаат они критериуми, нели, ако сакаш во Америка да ги пратиш продуктите, например, малку е поскапо кога стои во магазинот, многу нормално е, магазинот е поскапо во Америка отколку во Англија или во Кина. А од дропшипинг убав модел, само треба многу тестирање, треба многу време и не можеш толку лесно да се откажеш. Например, ние кога почнавме да продаваме за Дженси, па имавме околу $2,500 само за тестирање на кампањите, додека ти дојдеш до вистинските луѓе, а на Facebook можеш да му платиш он сам да ги најде неговиот алгоритам вистинските. Тоа имаме дискутирано баш за lookalike audience после, дека ја пример конкретно на Salt, од кога веќе Facebook ми ја дозна добро таргет групата, многу добро функционираше lookalike audience и многу подобро почна да ги таргетира и точно да ги најде вистинските корисници, додека претходно на почетокот се мачеше самиот алгоритам и не можевме да добиеме добра цена по корисник. Тоа е најмногу и зашто нов е бизнисот, нови се сликите, рекламите, уште учи алгоритамот човек како е со брендот, кој е, зошто е, која му е цената, затоа треба да се направи убава интеграција кога се прави еден онлайн шоп, треба да се направи убава интеграција Facebook, треба и да ги знае цените, треба да ги внесеш, да ги има за секој продукт, нели, кога справивме, ги интегриравме продуктите. Само не се тагнуваат уште. Да, тоа е проблемот што веќе дека ќе го реши, не го речи да може од Instagram директно шопо да тие се проблеми што ние ги имаме тука и затоа некои работи не функционираат кај нас, барем за овој свет така и лесно и толку лесно и например и вие го имавте тој проблем, ја в Stripe не можеш да имаш Македонија. Ние уште PayPal нема. Ја мислам дека ние и Конго и мислам и Северна Кореја уште немаме PayPal за примање пари. Голем проблем што како може PayPal да не може да примиш пари 2022 е веќе. Stripe немаме Stripe, не може да наплатиш. Ние конкретно за Salt мораше да креираме фирма у Америка. За да можеме да ги примаме нарачките со кредитна картичка преку Stripe, пошто и Shopify нема интеграција за друг пример payment метод у Македонија. Има еден што функционира у Македонија, ама е многу чекаут или некој друг. Ама ја поднесов барање и чекав некаде месеци и ништо не ми враќа. Тие се романци, затоа се ти е јасно. Ни од супорт ни ништо и на крај одлучив дека мора да отвориме фирма у Америка и да ги хендламе. Ето уште еден совет за тие што сакаат да работат e-commerce и dropshipping надвор. Отворете фирма у Америка или у Англија исто поевтино. У Англија мислам $30-40 се отвори фирма. Stripe мислам дека ја платив $500. Така Stripe Atlas. Stripe Atlas, да. А можеш и преку твој агент околу $400-500 се отвори фирмата и можеш да ги пазиш тие кога се праќаат таму некои документи се праќаат секоја година. Па завршна сметка треба да поднесеш, мада е многу едноставно направено и сам можеш преку да Stripe Atlas, однесеш, за Stripe Atlas зборам, пошто имам искуство со Stripe, со другите не. Да, сега за Англија исто е поевтино ако некој нема буџет $500 плати за доктор. И Естонија не знам дали имаш искуство, знам дека некои видов имаат и резиденс, да, како ти даваат како некое онлайн државјанство твое, ти дозволуваат да можеш да функционираш нели онлайн и ама мислам дека имаше после некои даноци таму. Мислам ја и ти тоа зборавме за тоа, после видов на Reddit дека некој имал проблем, данок некој имал висок што треба да плати. Тука у Делавер нели се отвара и Делавер и Вајоминг би сака беше уште еден стенд, кај што можеш да ги отвориш тие
тие фирми. Уствари ти можеш кај сакаш да отвориш фирма, ама тие се нели со нула income tax. Да, немаш Да. никаков такс, само плаќаш ако нели оствариш профит Да. на крај на годината, ама у принцип Да. сите ние ги користиме оно како бридж, сите Да, за да средства си ги ги донесеш тука. префрламе па у Македонија и таа сметка ја оставаме со Со нула. нула, да. Да, па мора и ние некако да се снајдеме Да, па да функционира. мора да процесираме кредитни Да. картички, Да, а кај нас уште заостануваат со тоа со онлайн плаќање, мада мислам дека ќе стигнеме во период кај што сите веќе ќе функционираме онлайн, ќе мораш да платиш со картица. Пример, не спомнав мета малку за мене, кога живеев една година во Словенија на факултет. Нарачав некоја пратка и сами носиме карго и ми вика и ја станав тоа што спиење, земав пари, викам ајде да си ја платам пратка, требаше таква припримање да платам. Ја селектирав баш припримање да платам, одам да платам со кеш, не смеам ми вика. Ми вика мора картица, не смеам вика, ја не смеам кеш да земам. Да. Не, секако ќе дојде. Да, кај нас, ќе дојде, да, прашање верувам, на- да. Прашање на време. Прашање на време. Ја обично кој ги гледам работите, гледам пример Бугарија, нешто што направи после 4-5 години пример дојде кај нас. дојде. Од нотари, од слични нели Да, работи да. некако како 4-5 години со тие некои работи сме зад Бугарија и обично ако нешто кај нив видам да. дека се случува, знам дека после 4-5 години ќе